Во студиото на Здрава Македонија по 9 часот се дружиме со Дарко Стојановски, дипломиран социјален работник на Филозофскиот факултет, пеачката Елена Велеска и Илија Ико Каров, режисер и сценарист. Останете со нас до 11 часот. Еве не, драги гледачи, назад во студиото, расположени и подготвени за разговор, затоа што имаме многу убави теми со нашите денешни гости. Јас најпрво сакам да се извинам од името на еден од нашите гости, кој што за жал не успеа да стигне денеска во студиото, Дарко Стојановски, кој што е дипломиран социјален работник на Филозофскиот факултет и всушност со него требаше малку повеќе да говориме околу тоа што се одбележува денеска, 3 декември, меѓународен ден на лицата со попреченост, но од оправдани причини не е денеска во студиото, но јас се надевам дека во скоро време ќе го видиме тука и ќе можеме да зборуваме за многу теми со него, но затоа ни е тука нашата прекрасна Елена Велевска, една од нашите најубави, најдобри, најпознати пејачки. Елена, добро утро, добре ни дојде повторно во Здраво Македонија. Добро утро, добро ви најдов. Поздрав до сите кои што не гледаат ова утро и убав ден на сите. Драго ми е што си денеска тука. Знам каков ви е периодот на сите кои што се занимавате со музика пред новогодишно, но како и секогаш ти вистински професионалец и најде време да дојдеш и да се поздравиш и со нашите гледачи. Па секогаш сум тука кога сум во можност да се појавам, зашто да не. Така е. Обострано е задоволството. Секако. Ти благодариме многу и Илија Ико Каров, кој што е режисер, сценарист, после година и половина во Здраво Македонија проверив, морав да проверам да видам кога последен пат бил кај нас. Добро утро и за тебе добре ни дојде. Добро утро до вас и добро утро до цела Македонија. Така е. Мислам дека ќе ти биде многу интересно денеска, затоа што си со 3 дами, мојата колешка Вера денеска заедно со мене ќе бидеме ваши домаќинки. Ветуваме интересни прашања, убава атмосфера, фотографии, песна, Верча, нели така ќе биде? Така е, да, уште од рано наутро верувам дека нашите гледачи го започнаа денот со нас, со вашиот омилен утрински напиток. Верувам дека и во овој со нашите гости сега од 9 часот ќе го задржиме вашето внимание со сите она кое што ти имаат да го кажат, а верувате имаат многу работи кои што ќе споделат со вас и верувам дека ете ќе ни биде убав муабетот. Ние веќе се расприкажавме пред тебе да се вклучиме во живо и да продолжиме, но навистина убаво што имаме на трпеза некако и блиски професии, уметноста, песната некако навистина се тесно поврзани. Не да се поврзани, дефинитивно. Еве можете да кажете, да се надоврзете на тоа што го кажа. По секој случај, дефинитивно, мислам. Инаку ова ми е прво искуство во телевизија со него. Сум немала до сега таква близкост и чест да се запознаеме. Еве ние ве споивме тука на оваа обострано, дефинитивно. Но секој респект за се она што го имаат направено колегите, таткото, значи со секоја чест. Од нивно име ви благодарам. Да, ние ќе ја поздравиме целата екипа на К15. Всушност има многу теми и со тебе денеска, но главниот повод, знаеш и ти, како што се договаравме, документарниот филм од другата страна. Првиот документарен филм со приказната зад, па како да кажам, најдобриот, најхумористичниот феномен во Македонија К15. Нешто што сите сме го живееле, го живееме и ќе го живееме кога гледаме некои скечеви како да важат и за денеска. Имаш такво чувство и ти? Безвременски. Пардон, мислам, апсолутно. Не знам тоа дали е добро или не, ама... Апсолутно. Знаеш, од една страна изгледа тоа малку гротескно, например, кога гледаш некои скечеви што биле 2007, 2008, па и 99-та актуелни. И се зборува за името, се зборува за приемот во ЕУ. И така таа некако сатира ни се провлекува се уште. И не уште за тоа. И во реалноста, да, и се уште зборуваме за истите теми. А во однос на тоа како да го дефинираме К15, тоа е стварно тешко да се дефинира, баш и во филмот кога го пишува сценариото, социолошки феномен. Со хумористично-сатирични референции. Не ни може со еден збор да се опише. Покомплексно е дефинитивно. Интересно е тоа што и млади деца уште после толку време ги гледаат, ги следат, благодарејќи на социјалните мрежи. Сето оноа што некојаш беше актуелно, сега е пак актуелно. Меѓутоа ти растеше некако со оваа приказна.
бидејќи сепак секако растеше, не некако. Така ти е. Има ли еден ден од без главните К15? актери. Слушај, тоа има ли ден без К15, вака многу смешно изгледа и вака се смеат секогаш сите кога зборат. Било смешно. Ја имам исто еден од моите најдобри другари и он сега исто ја наследи, се изгради и стана професионалец исто како татко му беше хирург абдоменален и секогаш кога се шетавме заедно, мене ми се обраќа и ми вика: "Абе, кој знае колку ти е јако, вие цело време се смеете дома." Ја на тоа, знаеш како одговара? Викам: "Да, а на другар ми Панче му е супер, они се оперираат секој ден." Многу јако. Мислам, ме саѓаш. На крајот на денот мора да разберете дека тоа се луѓе со професија. Верувам дека и Елена не пее цело време дома, нели? Не. Во секој случај. Едноставно тоа, кога се прибираат дома, тоа се нормални луѓе. Дома најмногу сакам да молчам инаку. Не, ама не. Викаат, зошто си толку молчелива, зашто штедам на глас? Именно. Не, Буба не молчал, али си било нака ревносен татко од 90-ти години кој што знаел да има и авторитети се и мислам нема многу за фрканција тоа. Па да, дефинитивно мислам. Зашто онака бил најстрог? Зашто бил најстрог? Дали критикува, дали во насоките во разговори кога сте седеле? За честност. За честност. Да, за честност. Тоа било за честност и за морал. Тоа мислам дека сега ја го правам со моите деца и не знам, тоа ми е нешто што ми е од него останато, него му е од татко му и веројатно од памтивек. Се што се прави да биде често тоа во Каровци е многу битно. Знаеш, има некава да речка фража, шо ќе речат другите. И ние малку со тоа сме растени. Дај, немој шо ќе кажат другите. Па добро. Ти мораш да бидеш... Кај повозрастните посебно тоа било доста важно и се уште се провлекува. Инаку поздрав до твојот татко, кој што верувам дека не гледа. Бев во комуникација и со него, но од оправдани причини тој исто така не можеше да дојде, но затоа може да се договориме ние да дојдеме на гости кај него, ако не е ред. Ве може да му се поканите вака јавно. Да, и да поканим на кафе со. На кафе со. Вака не може да не одбие пред цела Македонска. Се шегувам, секако тоа во договор. Најважно е да си помине во најдобар ред. Како што ќе имаме можност да гледаме кога е премиерата и да кажеме? Премиерата почнува на 5 декември, фактички проекциите тоа е во петок сега. Да, почнуваат од 5 декември. Ако не се лажам, беше 20 или 21 часот. 21 ми се чини дека видов, да. 21 часот, јас сум со бројки многу лош. Не се секира, јас кога имам се напишано. Ти сигурно поише таму знаеш ти ја запишан и тоа е ќе има до 14 секој ден ќе има проекција во Македонскиот народен театар. Браво. За сите заинтересирани може да отворат. Во исто време? Да, во исто време купикарта.com, има уште нешто останати карти колку што ја знам. И повелете на една добра дружба. Така. Тоа веќе ни е ставено во календар. Така е. Елена, како што кажав, музичарите од декември цел, па и ноември, па и јануари. Значи тој период од годината ви е навистина многу напорен, ќе кажам, но и убав затоа што го правите тоа што го сакате, но не е лесно секој ден или преку еден ден да се настапува. Каде е Елена Периодов? Јас веќе направив една агенда така јавна на социјалните мрежи каде се ќе настапувам. Низ цела Македонија генерално. Куманово, Струга, Свети Николе, Белес, не знам, на... Во Неготино ќе одиш ли? Или вака да прави. Има ли град во Македонија каде нема да бидеш? Мислам дека Милена е полесно прашам, има ли град во Македонија каде нема да бидеш? Каде нема да бидам? Не знам, ќе бидам секаде, ми текна во меѓувреме Делчево, ќе бидам во Скопје, во Македонско село на 31 од 12 до 16 часот преку ден. Така да, еве да го поканиме цело Скопје и сите оние кои што ќе бидат во можност, нека повелат да се дружиме, да си поминеме незаборавно. Ќе се пее заедно со уште некои мои колеги. Тука се групата Круна, Елена Јовческа и ќе бидеме
ми се чини дека и Сања виолинистката дека е. Супер, браво. И ќе има значи многу гости кои што ќе дадеме сите максимум за да биде едно убаво расположение за сите, незаборавно, така пред новогодишно за вечерта да завршиме вечерта во етно село Тимчевски кај Горан, со кој што имам подолга соработка оваа година од летото кога се запознавме во Охрид. Продолжи соработката на подолга стаза, да кажам. Заедно сме за новогодишната ноќ со Адријана. Супер. И ќе биде значи убава. Значи Елена, колку пати нова година ќе ја прославиш ти година? Ми се има случајно до 3 пати. Иако во меѓувреме вчера ми се јавија од општина Неготино, каде што навистина ми е жал што нема да можам да наставам, бидејќи ме бараја околу 22 часот да биде мојата програма. Едноставно да се телепортираш, не можеш. Да. Не е возможно да го направам до толку збиен концептот за 31, но ми се има случајно да имам 3 ангажмани околу новогодишната ноќ. Една година настапував и во Битола и во Охрид на 2 локации и тоа беше навистина феномен. Стигна на време секаде? Стигнав секаде на време, отпеав на време и издржав на време, така да некогаш знам да блокирам веќе, да немам воопшто сила, но тој пат навистина беше напорно, но издржав. Така. И кој ве ти за нова година, какви се твоите нови години? Малку порелаксирани или? Јас сум човек во принцип што секоја шанса да помине некое мирно време со семејството максимално ја користи, така што и оваа нова година ќе биде дефинитивно така, особено после овој напорен период сега што не чека во предстоечките неколку дена. Добро, меѓутоа преку ден знаете ли да излезете вечерта да поминете во домот, но преку денете да излезете? Преку ден нека повелат македонско села. На драго срце, дефинитивно. Да, и со семејството секако. Со семејството хармонично. Да. Па на драго срце ќе ја прифатиме. Дефинитивно. Не сум многу шетач, повеќе посетувам дури кога имам шанса некој настап на некој изведувач, некој културна манифестација и слично. Некоја изложба? Дефинитивно, апсолутно. Некако, знаеш, многу шетање порано во младоста и сега не дека сум сега мирот ни е стар, али некако мирот ни стане. И јас исто го чувствувам. Да, како мирот да ни е најскапа работа како што старееме, но со оглед на работата не дозволува некако ниту да остариме, ниту да се смириме. Апсолутно, мислам, дефинитивно. Се уроки служба има. Да, не може да остариме, ниту да се смириме. Вашата работа е таква, или како и нашата, и на мене, и на Вера. Да, сакаме можеби повеќе да одмориме за разлика од порано, ама мора и некаде да се појавуваме, нели? Работата бара, исто и вашата. Не можеме дома да се затвориме цела година да не нема. Дома работиме за без пари, а на работата со пари. Тоа е разликата, инаку цело време работиме. Цело време работиме, да, но факт е дека се менуваат работите, не е исто како на 20. Со колеги уживам да се дружам, исто како што и сега, нели го сметам сите тројца, сите три за колешки. Така што тоа уопште не ми е некаков ниту напор и го сметам баш од оној мирниот дел од живот. Так. Дефинитивно. Елена, знаеш ли ти во свое слободно време, како што кажа, кога немаш настапи, што ти е да речеме онака, што сакаш да пределите, да појдеш можеби во кино, да се дружиш со пријателите? Јас во моето слободно време, секое мое слободно време, секоја минута ја користам да бидам со децата. Значи, тоа ми е најголемата слабост и гледам да им се посветам максимално и да им надополнам се она кој што не сум го надополнила деновите кога не сум била со нив на настапите додека сум работела. Колку години има сега ти? Најмалата е 12, Марко е 16, Софија 17, во април ќе прави 18 веќе. Интересни години. Да, интересни години сите, значи во свој филм. Да, инаку Калија се наоѓа во Прилеп моментално, таа си даде сама отстапка дека
еве да им ја честитам славата која што ќе биде на 3 и 4 пречиста на мојата сестра која што му е куќина слава и таа вика мама имаме ние повод за да останам тука, не можам сега да стасам јас тоа на училиште. Мора да бидам на славата. А така да, па добро. Ајде сте малку распуст од тим почне секако. Супер. Таа сама си дава отсуство. Супер, баш убаво. Имаме неколку видеа кои што ни ги испрати и кои накратко да дзирнеме во документарниот филм. Кажи ни колку време се работеше само? Околу 36-7 дена, се не можам да се сетам за тоа што точно на овој период пред година дена беше оној продукцијскиот дел, а 10 месеци, ако ми веруваш, во постпродукција. Во овој контекст сакам да ги поздравам од се срце Илија Жога Жоговски, директорот на фотографија, како и монтажерот и постпродукција и човекот кој што го спакува филмот како целина Бранко Блажевски. Знаете, игран филм за разлика од документарен филм, збориме за добар документарен филм. Најголемиот дел се прави во постпродукција, односно на монтажа. Има еден толку сликарски, ликовен процес, ја што го викам, заради тоа што цело време зборам дека имаме 36-7 сата часа материјал, да Бранко пред некој ден вика, друже, уреду е збориш за одедниот харт. Си заборил 86, уште два има, 86 вкупно имаме прочеслено часа материјал, за да стигнеме до тој час и половина, како што сме сметале дека ќе биде најкомпактно и најдобро ќе ја објасни приказната. И најдоброто да се излече од тој материјал. За К15 има многу. Знаеш, разликата помеѓу предходниот наш филм 1000 години сведок на светлината Бигорски, кој што е за период од 1000 години и не се многу работи за еден милениум останат. Повеќе оние работи кои што сега се случувале под водство на дедопартениот кога е игумен на Бигорски од тие 35 години, можеш да ги евалуираш добро, али тука е некако голем дел беше останато. Оди се, јас најди се да те видам и тука има еден многу голема редакцијска задача. Мислам дека одговоривме добро. За мене секако беше тешко за тоа што знам и субјективен да видам, тоа е несомнено. Ја не ни памтам друг период од мојот живот без К15. Се надевам дека најпрво одговорив на очекувањата на Бубо, Васко и на Бранко. Јас да Бранко се произнесе дека поразлично го замислувал филмот, сакал повеќе да гледа како други луѓе зборат за К15, отколку они тројца како зборат за себе. Тука се договоривме, му викам, друже, тоа е више репортажа, не е документарен филм. Документарен филм мора од самиот субјект да го извадиме, али ќе направиме една долга репортажа понатаму, дефинитивно. Хајде да дзирнеме кратко во видеото. Отидовме пред војна болница на паркингот, на ретровизорот тука си ги лепиш вркоите, периките, влегов хеликоптерот и отидовме на концерт. И од концертот не знам како е. Ние сме први домородци што го напуниле стадионот. Сега ќе видите како се кршат гитари. Покажи како ги кршат. Ова со хеликоптеров како Лепа Брена. Исто како Лепа Брена се насмеевме, се пошегувавме. 5 декември 21 часот, останатите во 20 часот се пишуваше. Ајде уште едно видео да видиме. Малку ни е ова. Малку ни е, да. Ајде. Вака, гледајќи сме носеле погрешни одлуки у погрешно време. Не им ги даваат парите, не прават ништо. Во врска со пожарот што го имавте, нема да има никаква истрага. Полиција и суд, државата. Да не притворат, па викат да ве видат со лисиците на телевизија која ќе ве носат со кометот, па после докажувате цел живот дека сте прави. На вас тоа ви се случило. Па како може тоа? Пази, ова... Сите се прават на Тошо, а наше на кого?
Ќе се прават на Тошо. Ама јас сум Тошо. Сите се прават на Тошо, а нашле на кого? Нашла на кого? Сите се маестрални на свој начин, не може дупликат да се направи од никој од нив, на вистина каква спојка. Од 7 до 77, што вика да се смее човек. Мислам на кастинг да ги бира, да ги спрева, мислам дека немаше да се споја. Ете во филмот на тоа доста посветивме време заради тоа што тоа е многу често упатувано прашање не само до нив, него и до мене несомнено. Како тројцата се запознале, како ги изградиле ликовите. И како се задржале. Да, толку време. Да. Да не се двајца, него се тројца луѓе кои што функционираат во континуитет, можеме да има дефинитивно после банкротот на К15 продукција над 10 годишна пауза, но можеме се уште да ги видиме дека и настапуваат и се појавуваат во филмови. Мислам дека е тоа потешкиот дел да останеш одржлив. Тоа е дел со кој што ќе мора да го разговарате со нив. Да. Не зборам како како процес, и во музиката, да речеме во даден момент си на врвот, но да го останеш со квалитет, со се она кое што си препознати, предизвик. Најмногу штета ми се чини периодот со короната донесе кај уметниците и кај угостителите, взаемно беше. Многу штета се направи и ми се чини дека многу е тешко да се кренеме и да бидеме повторно она што бевме, но јас вака мислам дека песните се нашето оружје и сето она уметноста, глумата, каде што ние треба да се предадеме на тоа и да докажеме повторно дека сме најдобри и на врвот. Значи, песните се нашето оружје и еве сега изминатиот период јас направив неколку композиции кои што се надевам дека ќе ми се она што е мое лице, вистинско. Значи, направив можеби една мала пауза каде што снимав еден етно проект со 8 композиции, насловен како 8 маманети, за кој што генерално ќе правам промоција во Охрид на Водици. До тогаш навистина ќе има публиката зашто толку време чекала. И во меѓувреме снимив уште 2 композиции кои што се со наслов Грешка и Мој си за секогаш, кои со нетрпение периодов чекам да излезат за недела до 2. Значи ние вака да ги најавиме. Да, ние да ги најавиме, ќе ги промовираме. Така. Во оваа работа имаш многу искуство и со снимање спотови. Нели, ќе се надоврземе на некој начин со документарен филм, што го зборувавме со иконо, сето тоа е... Па и со Лепа Брена може да ме поврзете. Па и со Лепа Брена, па секако, зошто да не. Значи, сето тоа е еден спој, за да биде уметникот, нели, како што треба да изнесе песната, треба и видеозапис, да се направи цела една приказна. Уште кога живеев во Охрид и ми беа Софија и Марко по година и 2 години, јас тогаш се поврзав со одреден тим кој што направивме видеопродукција, која што го носеше и моето име и презиме, е во продукција. Сега е и телевизија, веќе си соработувам се уште со нив, но не ја водам јас, да кажам поточно, бидејќи тој период навистина ми беше претешко да издржам и да можам и мајчинство и видеопродукција и ангажмани. Навистина не бев во можност да се носам со сето тоа, но сега кога е полабаво, навистина ми недостига и кога ме прашавте што е она што сакаш да го работиш покрај она што го работам, навистина е тоа. Јас уживам да стилизирам, во креативност, во креирање. Да креирам каква просторија треба, каков амбиент да се направи за одредена сцена. Значи, уметноста е од секогаш тоа што ме влечело. Не успеав да бидам актер, инаку имаше пред некое време... Никогаш не доцна? Да, пред некој ден имаше кастинг. А тоа сакам да прашам сега, дали да? Пред некој ден имаше кастинг на кој што мојата ќерка сакаше да оди
И јас и таа се договоривме да се пријавиме, но кастингот беше над 18 години. И кога пуштивме мејл, еве сега ова јавно, можеби не треба да го кажам, кога пуштивме мејл, сите помислија дека јас се пријавам на кастингот над 18 години. И викам сега јас да станувам глумица малку. Ке прочитаме на некој портал. Елена Вилевска сака да биде актерка. Не, но мене тоа што го работат глумците се креира во позадина, пример како сцена, мене тоа најмногу ме влечи и да добиеме финален производ многу убав. Бидејќи она како што изгледаа моите спотови порано, на многу спотови работев јас. И квалитетот не сакав да го запоставам, бидејќи ми работеле најголемите имиња од Дејан Миличевиќ, од Чедо Поповски, од Александар Принц. Значи, сите тие квалитетни имиња, и јас не сакав во квалитет да паднат мојата професионалност. И затоа и гледав да бидат на ниво кое што треба да се задржи, да се биде најдобар во она што го работиш. Така да и за овие две песни кои што ги правам и албумот со 8 аманети ќе бидат изрежирани и креирани онака како што доликува професионално. И да ве чекам да видам како ќе изгледа тоа, сигурно ќе биде преубаво. Голем тим верувам. Работи за се мора. Тим да се има, тимот е многу важен. Најбитен. Така, Ико, сигурно и во твојата работа. Имаш стандарден тим или сакаш да менуваш, да видиш кој на што сака да работи? Ја генерално со другарите работам. А тоа е најопуштено? Добро. Па добро, дефинитивно од една страна, од друга страна одговорноста што веројатно тројцата автори на филмот ја имаме, што ги спомена веќе еден према друг, ради блискоста е па и покомплицирано. Ме разбирате, некој кој не ти е толку близок, одговорноста не те сваќа толку сериозно. Не дали одговорноста сам што ја носиш ти да го испорачаш најдоброто заради тоа што и нивните на Бранко работата исто ќе биде аплицирана и моето име и на Жога. На мојата работа исто ќе биде и на Бранко и на Жога. На Жога работата ќе биде и на Бранко и моето име аплицирано. Мислам дека одговорноста што еден према друг генерално имаме, тројцата е поголем, мислам дека тука е клучот за успехот дефинитивно. Што е за тебе поголем предизвик? Документарен филм, игран филм? Па игран филм уште немам направено. Да, затоа прашам дали би сакал да ти биде. Апсолутно би сакал и мислам дека... Ако сакаш јас ке играм. Готово договорено. Глумица. Зашто се шегуваш? Кастинг е да кастингот направен. Би сакал да се пробам на полето на трилерот и на полето на комедијата. Нормално ако... Тешки жанрови. Тешки жанрови, знаете како, не би сакал никако да се жалам, јас сум многу задоволен од својата кариера, ама имам наследено и комплицирано презиме. Така што со тоа доаѓаат и одредени очекувања. Одредени очекувања, нели? Мислам, ама и високи очекувања. Во ред, ама сите оние конкурси државни и слично, знаеш, тоа исто е многу интересен феномен. Сите мислат на сите што не сметаат за некако педигрирани, инаку ретко имам запознаено луѓе, верувам и за твоите деца дека е така, кои што одат со имињата и презимињата на своите родители. Напротив, верујте, ние имаме наследени многу искрени непријателства и многу луѓе се осеќаат инфериорни од нас. Тоа е многу еден интересен феномен. Има секакви луѓе, не се сите добри луѓе, за жал. Не е добро, тоа се фрустрации. Јас така го карактеризирам. За фала Богу, не наши, веројатно нивни. Нема врска. А во однос на тоа, што е полесно или што повеќе изискува дефинитивно различен пристап. Така. Као што ви кажав, тука се снима многу материјал, па е ликовен процесот, многу работа има во монтажа, додека играниот филм, затоа што имам краткометражни играни филмови, а и К15 сам по себе, иако беше телевизиски проекти, беа скечеви, тоа е сепак играна програма, така да во континуитета која соберам имам изрежирано многу играна програма и несомнено имам многу искуство на таа тема. Таму се случува пред камерата, после во монтажата се спојува, тоа е единствената разлика. Зашто е потребно повеќе време? Дали за снимање или потоа како? Монтажата, колор корекцијата, тоа е све со еден термин го објаснуваме како постпродукција. Продукција е делот, додека имаме предпродукција, продукција, постпродукција. Предпродукција се договараме, пишуваме сценарија и слично, па почињаме, нели, лагаме тим да оформиме и веќе тука зачекоруваме кон продукцијскиот дел.
на еди си кој продукт. Ги тоа еден долг процес. Процес, голем процес и интересен процес во секој случај. Нешто ние живееме за процесот. Луѓето од оваа професија. Барем морам се за нас тројца да зборам. Тоа Бранко многу го често го спомнува. Многу луѓе сакаат да разговараат за филмот од кој ќе излезе, ја викам, друже, од тој момент више не е наш филмот. Дали разбираш дека нашето дека се создава во процесот е ваш. Тоа е како птица која одлетала и си ја дал на небото веќе едноставно. А инаку додека си во процесот, тогаш е ваше. Дел тогаш е наш, тогаш се борите вака да биде, така да биде и слично. Така, имаме уште прилика минутка-две до реклами. Елена, во разговор пред да влеземе официјално во студио, зборнавме за една песна Црна свила. Убав предлог од тебе. Зошто баш денеска треба да ја слушнеме, но ќе ја слушнеме во вториот дел после рекламите. Ајде, кратката приказна да ја раскажеме за песната. Па, оваа песна кога ми ја направи Борче Нечовски, и тоа беше како химна одредена за лицата, за слепите лица. И тие си ја слушале и си ја нагласија и баш бев и поканета на овој празник пред неколку години за да се отпее таа песна. Да се отпее таа песна и еве пошто денеска денот на лицата со попреченост, да, убаво е да се слушне оваа композиција, бидејќи една од омилените, па да ги поздравиме. Така, заеднички да ги поздравиме, така. Што ќе биде вистински подарок за нив. И да им го разубавиме денот. Да, сигурно, верувам дека ќе го разубавиме денот на многу наши гледачи, но најпрво одиме со реклами, па потоа ќе ја слушнеме песната, имаме уште неколку видеа, кои имаме и фотографии од Елена, така што имаме уште многу нешта до крајот на емисијата, затоа останете со нас.